Добро да се насочиме на нашата тема, која што треба да не поведе во обредот што е пред нас. Ќе отвориме во Лука 23 глава. И каде не ако не на Голгота. Тоа е местото на кое што секојдневно сестра Елен Вајд вели треба да се сеќаваме. А камоли посебно кога имаме света вечера. Значи Лука 23 глава и ќе започнеме со читање од 32 стих. Ќе офатиме малку поголем дел, меѓутоа ќе се насочиме конкретно на една личност. А водеа и други двајца разбойници за да ги погубат со него, со Исуса. И кога дојдоа на местото наречено Голгота, таму го распнаа него и злочинците, едниот оддесно, а другиот одлево. А Исус рече: татко, прости им, оти не знаат што прават. Кога го делеа неговото облекло, фрлија жрепка. Народот стоеше и гледаше, а старешините се ругаа, велејки: други спаси. Нека се спаси сами од себе си, ако е тој Христос, Божи избраник. Му се подсмеваа и војниците кои му се приближуваа и му даваа киселина. И велеа: ако се јудејски цар, спаси се самиот. А над него имаше надпис, напишан со грчки, латински и еврејски букви: овој е јудејскиот цар. А еден од обесените разбойници го хулеше или го ругаше со истите зборови како и овие останатите: зар не си ти Христос? Спаси се себе си и нас. А другиот во одговор му рече, односно го укори, првиот: зар не се боиш од Бога, кога и ти си исто така осуден? Во другиот превод вели: кога и ти си осуден со истата казна. И ние сме праведно осудени, зашто го примаме заслуженото од тоа што сме го сториле, но овој не направил никакво зло. И рече: Исусе, спомни си за мене кога ќе дојдеш во Твоето царство. Исус му одговори, му вели: вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Тоа е тој дел, и тој ќе се насочиме само на еден од разбойниците, на оној кој што буквално во последните здивови пред вечната своја пропаст му се предал на Христа, го прифатил спасението. Токму со тие последни здивови од својот живот ќе го нарече Господ, ќе го види Спасителот во него, за разлика од сите други. Елен Вајд со право ќе каже: тој била единствената светла точка во тој мрачен ден, кој што многу го охрабрило и самиот Исус, дека ете сепак некој прифаќа, не е залу на неговата жртва. Замисли си, имаме еден разбойник, малку подосно ќе видиме малку повеќе околу него, кој што со последниот здив ќе му се предаде на Христа и ќе го прими спасението. И веднаш мора тука малку да образложиме, да кажеме дека некој го злоупотребуваат овој текст, сакаат да го злоупотребат. И си велат: ако може он, можем и јас, ки си грешам цел живот, и таму негде на крајот, на смртна постела, можеби, ќе му се предадам на Христа. Има тука повеќе проблеми. Прво, од каде знаете која ќе ви биде последниот здив или последните здивови? Второ, ако вие свесно грешите секој ден, што мислите дека ќе дојде време кога ќе имате сили, ќе можете да се покаете, да го оставите гревот и да му се предадете на Христа? Или, многу поверојатно е да направите худа на Светиот Дух и пред време веќе да си затворите вратата на милост. Затоа што свесно грешите, свесно сакате да уживате во гревот. Тоа е друг еден момент. Ако така размислуваме,
тоа што значи дека ние сакаме да живееме во грев, а само сакаме да ги избегнеме последиците на гревот. Како што всушност, тоа го гледаме во оној другиот разбойник, кој што ќе каже во 39 стих, кој што го прочитавме претходно, што му вели? Зар не си ти Христос, спаси себе си и нас? Но за разлика од него, ние денеска ќе се посветиме на другиот разбойник. Крадец или како сакате. Оној кој што се покајал во последните мигови. На вистина, но вистински го прифатил Христа и вистински се покајал. Пазите, овие двајца разбойници, ако читате Копнеш на векови, ќе видите дека биле другари на Варава. На оној кој што бил ослободен и кој што требало да се најде на местото на Христа. Помеѓу овие двајца, значи другарите заедно требало да бидат погубени. Но Варава бил ослободен, на негово место Христос на средината како најголем разбойник, злосторник од сите троица во средина висел. Но Елен Вајт ќе каже уште дека овој разбойник кој што се покајал не бил толку закоравен во злото. Именно таа вели дека бил осведочен. Слушал за Христа, слушал за неговите исцелувања и како не би слушнал, сите слушнале, па цели села вели, поминувал низ цели села и цели села исцелувал. Значи тоа не било нешто што ете таму некаде некој поединечен случај се случил. Не. Исус прави големи чуда. Бил осведочен, слушал за Христа и малку фалело да се предаде уште претходно, меѓутоа бил расколебан од свештениците. Апсурдно, меѓутоа, тоа е тоа. Ги знаеме случувањата во тоа време. И заглибал после тоа уште повеќе во злото. И сега го имаме на денот на раснувањето, кога и претходно целиот тој ден, тој бил тука, тој гледал, тој го посматрал Христа, неговото однесување, неговиот лик, неговиот мир, зборовите и коментарите на сите од околу, затоа што имало луѓе кои што препознавале во него Бог, го препознавале Бога. И повторно Светиот Дух проработил во неговото срце. И ги кажал оние судбоносни зборови за него, во 42 стих. Исусе, спомни си за мене, кога ќе дојдеш во Твоето царство. Или во другиот превод ревидирано вели, Господи, спомни си за мене. Што го натерало овој човек? Еве, веќе навлеговме во тоа. Што? Тој Светиот Дух. Што го натерало да изговори вакви зборови? Пазите, овој е разбойник. Секој разбойник, секој оној кој што прави зло, зарем сака да биде спомнат од Господа, па тој не сака да му се спомнува името меѓу луѓето, значи, разбойник е човекот. Не сака да си има работа со закон, со ништо, па камо ли со Господ, со врховниот судија. Еве да прочитаме во Псалм 10 Псалм, ќе читаме од 3 стих. Безбожникот се фали со желбите на својата душа, сребролюбецот се одрекува од Господа и го презира. Далеко од тоа дека сака да биде спомнат. Да Господ се сети на него. Безбожникот вели во својата гордост, нема истраги, нема суд. Па нема ни Бог. Такво е неговото мислење. Неговите патишта секојаш се опаки на Твоите судови, тој не мисли, ги презира сите своји противници. Во своето срце вели, нема да се расколебам, нема да бидам несрќен од род во род. Устата му е полна со клетви, итрени, измами, под неговиот јазик има злоба и гибел, седи во заседа покрај оградите во селата, потајно го убива невиниот, со очите го демне бедниот. Седи во засолниште како лав во пештера, демне да го ограби сиромашниот и да го вовлече во својата мрежа. Се притајува, прилегнува и безпомошните паѓаат по неговата сила. Во своето срце вели, Бог заборави, го крие своето лице и нема да види никого. Значи, еден разбойник
не сака да биде воопшто спомнат далеко од тоа, сака да биде сокриен, да биде настрана од секаков закон, од секаков суд, а највеќе од Господовиот. Што е тоа што овој разбойник го видел во Христа за да се покае? Веќе начнавме некои работи. Меѓутоа, еве, преку самиот текст, преку она што тој го изустил и го кажал на самиот крст, висејќи до Христа. Прво веќе спомнав, тој 42 стих, овде не е баш најдобро преведен, значи ќе го прочитам пак. И рече: Исусе, спомни си за мене кога ќе дојдеш во Твоето царство. Вели: Господе, Кириос, е на грчки. Од сите тука на собрани, учениците знаеме дека и се разбегани, не се ни многу присутни, овој што виси до него го признава за Господ. Го признава Христовиот авторитет. И тоа замислете си во каква ситуација, додека неговиот Господ виси покрај него на крст безпомошен. Што може да му помогне? Кога и тој е прикуван. Значи, ова негово признание добива повеќе на значај. Го признава за Господ. Го признава неговиот авторитет. Второ, што гледаме во 40 стих? Го кори својот другар од другата страна и што му вели? Зар не се боиш од Бога? Гледаме дека имал страв Господов. Мудрост. Почеток на мудрост. И нешто што често пати се спомнува во Библијата како многу битен момент. Ако немате страв од Господа, тогаш не ви е битен ни суд, ни ништо. Апсолутно. Разбойник, но имал страв од Господа. Кога и ти си исто така осуден, си осуден со иста казна, и ова сега овде можеме да кажеме на цела една проповед. Ти си осуден со иста казна како него. Исус бил осуден место нас со таа иста казна со која што ние требало да бидеме казнети и осудени. И не само тоа, ја признава и Христовата, Господовата праведност, а ја признава и својата заслужена казна во 41 стих. И ние сме праведно осудени, вели, зашто го примаме заслуженото. Ние примаме заслужена казна. Но овој не направил никакво зло, овој е праведник. Го признава неговиот авторитет, признава дека ја заслужува казната и ја признава праведноста Божја, Христова. Многу нешто гледаме. Многу нешто гледаме во овој човек, во овој разбойник. И дури и кога вели, повторно на тој 42 стих да се навратиме, спомни си за мене кога ќе дојдеш во Твоето царство. Овој човек размислува за вечност. Сето ова, препознавањето на Господа во Христа, Месијата, го навело да размислува на вечноста, дека не е крај овде. Значи, што вели Павле во прво послание Коринќаните 15:19. Најмизерни се оние кои што се надеваат на Христа само во овој живот. Овој живот ќе помине, порано подоцна. Но Господ ветил, подготвува домови за секој од нас, таму на небото. Че тој го насочил погледот кон Исуса, како кон Месија го насочил погледот кон небото и поберал да биде спомнат, односно да Исус се сети на него. Како се гледаме ние денеска? Дали сме како овој разбойник? Дали ние го признаваме Христовиот авторитет? Дали имаме страф од Господа? Или онака чинот ќе ни помене само како прочка кај нашите сограѓани? Дали ја признаваме својата ништожност? Дали признаваме дека заслужено заслужуваме смрт? Меѓутоа, затоа што Исус
се застапил за нас и затоа што ни е потребна неговата праведност, можеме да бидеме спасени. Че нямаме ние никаква праведност, апсолутно. Овој разбойник, преко овој разбойник многу нешто учиме. И тоа токму на Голгота. Оној момент кој што е најсветлиот во историјата на човештвото, затоа што тука Господ Исус го дава својот живот за да го спаси човештвото. Тука е реализирана неговата одлука кој што претходно ја донел уште во Гециманија. Многу е битно како се гледаме себе си ние денес, пред самото земање на Светата вечера и пред самиот обред на понизност. Во претходната глава, во 22 глава од Лука, во 19 стих, кога Исус ќе го подели лебот и виното, почешно кај лебот, 22:19, што ќе каже? Потоа зеде леб, заблагодари, го раскрши, им го раздаде, велејќи, ова е моето тело кој се дава за вас, правете го ова за мој спомен. Интересно. Чинот што денеска е пред нас е чин кога треба да си спомнеме за Христа, да си спомнеме за тој, за големиот дар. Но и да го замолиме да тој си спомне за нас. Како што овој разбойник рекол, сети се на мене, кој ќе додеш во своето царство. Случајот со овој разбойник е можеби најдобрата илустрација за спасение со вера. Зашто, како што веќе кажавме, пред самиот здив, последен здив, да издише, да издивне, тој го прифаќа Христа, го прифаќа спасението. Не можел и да сакал да направи нешто, не можел да направи, бил прикуван. Доволно било што го признал Христа како свој спасител и се потпрел на неговите заслуги, на неговата праведност. Тоа е тоа. И сосема доволно. И сега на крајот да го погледнем и одговорот Христов. 43 стих. Разбойникот вели, спомни си за мене, и Исус му одговора, вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. И сега знаеме дека имаме злоупотреба и на овој стих, често пати нема да се бавиме со запреки. Само малку, еден момент ќе спомнеме. Значи, јасно ни е барем на нас, кои што добре ја знаеме оваа тематика, дека Исус тој ден не отишел во рајот, односно не отишел кај својот татко. Кога отишел Исус кај својот татко? Дори во неделата. Сеќавате на средбата со Марија Магдалена. И вели, не ме допирај, се уште не сум отишел кај својот татко. Значи, апсолутно, од самото тоа е јасно дека Исус не вели денес ќе биде со мене во рајот, туку, вистина ти велам денес, со потполна сигурност денес, очи во очи те гледам и ти велам сигурно е спасението и за тебе и за сите други кои што ќе ја прифатат оваа жртва. Дали сме ние сигурни? Знаете, лебот што денеска ќе го вкусиме вели вистина, ти велам. Чашата што ќе ја испиеме вели вистина. На вистина Господ го даде својот син за да умре место нас и ние вистина да добиеме спасение. Не е тоа нешто измислица. Како што некои велат, дека ете, заблудени сме забегали, се собираме таму, па си кажуваме приказни за деца. Можете речи вистина од првата до последната страна. Па камо ли кога самиот Господ ќе каже вистина ти велам. Тоа е на вистина така. Уште и додал и кажал во Јован 14 глава, познатите прекрасни стихови. Значи, одам да ви приготвам место и кога ќе ви приготвам, ќе дојдам за да ве земам, да бидете со мене, таму кај што сум и јас. Многу е битно како се гледаме себе си, дали се препознаваме како оние кои што сме ја заслужиле казната, а ја прифаќаме од друга страна жртвата Христова и неговата праведност, копнеме по неговата праведност,
И затоа и во тој правец и ќе примиме од левот и од виното, признавајќи ја повторно неговата жртва, признавајќи и прифаќајќи неговите заслуги. На самиот крај јас би го прочитал целиот 25 псалм, кој што во мојот живот одиграл многу голема улога. Прекрасен е псалмот. И да видиме во самиот псалм, ќе ги истакнам тие стихове и вие самите приметите. Ова нека биде една своевидна молитва наша пред самиот чин на понизност. Ќе приметите што бара молителот во случајот Давид, на што да се сеќава Господ, а на што да не се сеќава. Кон Тебе, Господи, ја подигам мојата душа, на Тебе се надевам, Боже мој. Не оставај да се засрамам, за да не се веселат над мене моите непријатели. Навистина нема да се засрамат оние кои што се надеваат на Тебе, ќе се засрамат оние кои што изневеруваат без причина. Покажи ми ги, Господи, Твоите патишта, научи ме на Твоите патики. Води ме во Твојата вистина и научи ме, зашто Ти си Бог на моето спасение. На Тебе се надевам секој ден. Спомни си, Господи, за Твојата верност и за Твојата љубов довека. Спомнете си, драги браќи и сестри, за Неговата верност, за Неговата љубов, со која што не возлюби, со вечна љубов. Не спомнувај си за гревовите на мојата младост, за моите престапи. Молете се да Господ не си спомнува за вашите престапи, за вашите гревови. Ова тромесечи или ако не сте се покаяле за некој поранешен грев и за тој. Време е да се покајаме пред самиот чин. Значи, спомни си, Господи, за Твојата верност, за Твојата љубов довека, не спомнувај си за гревоите на мојата младост, за моите престапи. Спомни си за мене, о Господи, според Твојата љубов и заради Твојата благост. Знаете, цела ова сторија со овој разбойник е можеби најубавиот дел во Библијата, кај што највеќе доаѓа до израз таа Господова милост. Господ бил спремен, Исус чекал, и Исус чека и денеска да се покаеме. И веднаш, значи ако има молитва на која што Господ веднаш одговара, тоа е покајничката молитва. На таа веднаш одговара, веднаш простува. Нема што да чека. Тој едва и го чека од нас да го изустим. Многу милостиви од Господ. Сетете се на Мојсеј, кога побарал Господовата слава да ја види, да помине. Господ поминал и таму во описот 3 пати се спомнува. Милостив, многу милостив и уште искажува милост на илјадници. 3 пати. Милостив, многу милостив, искажува милост на илјадници. Значи, не спомнувај се за гревовите на мојата младост, за моите престапи, спомни си за мене, о Господи, според Твојата љубов и заради Твојата благост, заради Твојата милост. Господ е благ и праведен, затоа ќе им покаже пат на грешниците. Тој ги води кротките во правда, ги научува кротките на својот пат. Сите Господови патишта се милост и вистина за оние кои ги чуваат Неговиот завет и Неговите сведоштва. Господи, заради Твоето име, Господи, прости ми го гревот, зашто е голем. Кој е човекот кој се бои од Господа? Него тој ќе го поучи кој пат да избере. Исус го поучил разбойникот, затоа што разбойникот имал страв Господов. Тоа го видовме пред малку. Кој пат да го избере? Патот што води до спасение. Неговата душа ќе живее спокојно, неговото семе ќе ја наследи земјата. Господ е близу до оние кои што се бојат од Него и ќе им го покаже својот завет. Моите очи се насочени секојаш кон Господа, зашто Тој ги извлекува моите нозе од мрежата. И на крајот молитва за избавување. Претходно беше молитва за водство и заштита, а овој дел е молитва за избавување. Погледај ме и смилувај ми се, зашто сум осамен и натажен. Тагите на моето срце се умножени, избави ме од моите јадови. Види ги мојата неволја и мака и прости ми ги сите гревови. Погледај ги моите врагови, колку се многу и со каква жестока омраза ме мразат. Чувај ја мојата душа и спаси ме. Не оставе да се засрамам, зашто се надевам на Тебе. Невиноста и честноста нека ме пазат, зашто се надевам на Тебе.
Господи, избави го Израел од сите негови беди. Нека Господ не избави од сите наши беди, од сите наши гревови. Ова нека биде молитва, ова нека биде подготовка за чинот што следи, чинот на понизност, а подосна и за светата вечера. Нека му е фала на Господа, кој што е спремен да спаси и ваков разбойник, и ваков грешник, и вакви грешници. Јас сега би ги замолил најнапред сестрите да преминат во долната просторија на обредот на понизност, а подосна и браката.